Она што го работам на Факултетот за драмски уметности, неодамна предавав сценски говор со техника на глас, сега се подели, имаме два предмета, фала на Господа, сценски говор и техника на глас. Тоа е изговорен збор и негова материализација, остварување во душите и срцата, како што им кажувам, на слушателите, на гледачите. Зошто, например, одреден збор кој ќе го изговори, ако го обновиме Скупскиот антички театар, 9000 луѓе ќе кажете некоја реплика, некој збор, 9000 луѓе може да се расплачат, некој може да каже друг збор и 9000 луѓе колку што ќе дојдат да се радуваат и да се смеат. Што е тоа што го придвижува зборот кој вие го кажувате? Пазете, не сте го напишале вие, го напишал некој друг, некогаш се тоа текстови како Хомер 1200-1500 години пред наша ера, го озвучувате, актерот го оживува, значи отелотворување на словото и како тоа слово живее понатаму, може да живее, да ги допрете оние што ве слушаат, да ве разберат, да им ја пренесете чувствената порака, духовната структура порака на тој текст. Значи тоа е она што ме интересираше и постојано размислувавме на таа тема, дури играјќи на факултетот со студентите и во театарот, повторно ќе го споменам, бидејќи сум доста врзан со скрб и утеха, ние гледавме дека таму често ќе ни кажа нема овде представа дека гледачите играат во представата, дека тие се поканети да играат и повторно ќе кажам една, бидејќи сега ме донесовте да се потсетам со вашиот режисер Владо Денчов, на едно место кажа ме донесе да станам од столчето, да се качам на сцената, да ве прегрнам и да играм со вас. Знаете, тоа се некои моменти на изговорен збор, што значи, а ние ги имаме како споредба Гротовски, актерот е светец, се качува на сцената да ја просветли публиката. Видете кој мотив. Или Питер Брук, голем театарски, како да речеме, режисер, познат по цел свет, вика, актерството е потрага по Бога. Тој зборува на идентификација, на духовна страна, или Еудженио Барба, кој се обидува да направи универзален јазик. Тој вели, ние сме во Вавилонска земја, не се разбираме. Дури меѓу себе јазици, македонците не се разбираат меѓу себе, а камоли да се разбереме со нашите соседи, тој имаше мотив да направи универзален театарски јазик на љубовта. Мислам на тебе, кога ромори дождот, кога капат стреите и доаѓа пролетта. Мислам на тебе, кога лисјата од голите гранки ги вее ветрот немирен. Мислам на тебе, кога тивнува ноќта и мислите играат ора на спомени блажени. О, љубов! Мислам на тебе, кога те галам во скришно катче на срцево. Се претворам во здив, кој бара да го вдишеш, ангелче моje мило. Мислам на тебе, трепетна душа која те бара во себе, во тебе, во нас. Мислам на тебе, ми игра срцево, треперење во душава. Тоа го викаат љубов. И пак мислам на тебе. Македонскиот јазик на вистина е духовна категорија, бидејќи ако не беше така, нема да имаше толку песни, толку поезија, нема да ги имаше оние народна македонска литература, кога Македонија немаше држави, а е ризница енциклопедија на европската култура, од Верковиќ, Мазон, Миладиновци, тие песни во кои практично и раскази и македонски творби се содржани сите изразни средства на современата европска литература и покрај тоа метричките стапки кои ги има во нив и во античкиот македонски театар запишани од нашите претходници, ние и ден денес ги играме во ората. Например, дактилот, обредна метричка стапка на која е напишана Илијадата,
Секоја втора песна во Македонија почнува со дактил, за разлика од нашите соседи кои потешко можат да направат дактил. Кај нив е својствена јамската структура што има во охридските народни песни. Де спина ке ја грабаме, кај србите го има трохиот, го има и во македонскиот, а кај нас е својствен тој дактил. Значи, посебно задоволство ми е, се радувам што зборувам на македонски јазик и тој е еден јазик кој е жив, кој има сила, во него ги има зурлите и тапаните, метричките структури на диалектите, и тоа е навистина едно богатство, духовно богатство пред се.